Добар ден, на половина час попладне почнуваат вестите на Канал Плюс. Следи кратка најава на делот содржините. Денес е светски ден на срцето. Лекарите потсетуваат дека за здраво срце треба да се практикува здрав животен стил. Фондот за здравствено осигурување во директна комуникација со хронично болните ќе ги потсетува за прегледите кои треба редовно да ги вршат. Во пресрет на сезоната на дождови, општините на истокот ги чистат речните корита и канали. По Штип и Делчево, механизацијата во Брегалница влегува и во Чешиново Облешево. Под мотото "Избори за здраво срце секаде" денес се одбележува Светскиот ден на срцето. Циркулаторните заболувања се најголема причина за смртност и на глобално и на регионално ниво. Минатата година во Република Македонија од болести на циркулаторниот систем починале 11.270 лица. Болестите на циркулаторниот систем учествуваат со 57,2% во вкупниот морталитет и се на прво место во структурата на причина за смрт. Главните ризик фактори за настанување на кардиоваскуларните болести се нездравиот животен стил, нездравите прехранбени навики и зависности, заради што лекарите препорачуваат менување на навиките и практикување поздрав живот. Продолжуваме со здравствени теми. Хронично болните со кардиолошки и бубрежни заболувања и диабетес од 1 октомври преку телефонски јавувања и СМС пораки ќе бидат потсетувани кои прегледи треба редовно да ги прават и ќе бидат информирани за комплексноста на болеста со цел да се стопира нејзината можна прогресија. Оваа директна комуникација со осигурениците ќе ја вршат тимови од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Иако знаеме дека компликациите од овие болести го чинат здравствениот систем огромни средства, поентата на овој проект не е во тоа фондот да заштеди, туку овие лица, иако болни, со правилно лекување и придржување на советите на лекарите да имаат квалитетен и нормален живот и да дочекаат длабока старост. Ќе бидат поделени по групи на ризици, онолку колку што ние ќе процениме, тоест нашите служби од она што ќе го имаме како податок од нашиот софтвер како квалитативна анализа, колку пати тој треба да оди на доктор, толку пати ќе го комуницираме во текот на годината. За да се превенира опасноста од поплави, општина Чешиново Облешево планира темелно чистење на речните корита и каналите. Се планира чистење на наносите од отпад и земја по речните корита во должина од 3500 метри, а ќе се поправат и локалните земјени патишта. Во општина Чешиново Облешево се планира да се исчистат 3500 метри речни корита и канали на територијата на општината. Со отстранување на наносите од отпад на земја по речните корита ќе се намалат и опасностите од поплавување, а со тоа ќе се поправат и локалните земјени патишта. Ќе се чистат наносите од песок и ќе се направат дополнителни полски патишта, а со тоа ќе се направи и голема препрека за да нема поплавување на населените места. Ова е како резултат од минатогодишното лошо искуство, кога беа поплавени големи земјоделски површини и дел од населените места. А една од причината беше и недоволно исчистените речни корита и канали. Локалната самоуправа за овој зафат планира да потроши 500.000 денари и се очекува целата активност да заврши до крајот на октомври. Берово и Кратово се првите општини кои потпишаа договор со Министерството за финансии за неповратни средства за подобрување на инфраструктурата, обезбедени од Европската унија преку ИПА програмата. Се работи за грант од 358.000 евра кои во овие општини треба да ги наменат за подобрување на инфраструктурата. Денес се потпишаа првите договори за грант средства од ИПА програмата наменета за општините. Неповратни 385.000 евра добија општините Берово и Кратово. Парите ќе бидат наменети за рурален развој, изградба на улици и локални патишта, а целта е подобрување на руралната инфраструктура.
Ова се првите општини кои најбрзо ја завршија проектната документација, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Имено, општина Берово доби 125.000, а Кратово 260.000 евра. Со реализацијата на овој проект и на оваа програма ќе се зголеми економскиот и социјалниот развој и ќе се овозможи порамномерен регионален развој на земјата. Со подобрувањето на инфраструктурата во руралните средини пак ќе се овозможи подобар живот на граѓаните кои живеат во тие населени места. Со договорите што денес ги потпишавме на Кратово и на Берово им се даваат 385.000 евра неповратни средства, изјави Ставрески. 78 општини преку проектот ќе добијат 23 милиони евра. Проектите треба да ја подобрат економската состојба и развојот на општините, нагласи евроамбасадорот Аиво Орав. При сите објави, при сите огласи ги користиме средствата од Европската Унија и од буџетот на Република Македонија и се надевам дека и во иднина ќе има доста такви проекти, додава градоначалникот на Берово Драгина Джински. За грантот од Европската Унија општините аплицирале со 141 проект, руралните добиваат по 260.000 евра грант, а урбаните по 120.000 евра. Општина Штип во соработка со Друштвото за управување на отпад Нула отпад за правилно управување со отпадните батерии, акумулатори и отпадна електронска и електрична опрема започна акција за прибирање на отпадни батерии. Акцијата започна со едукативно предавање за децата од градинката Астибо, а денес продолжи и со децата од градинките Вира Цири Вири Трена. Остануваме со градинките. Утре во Виница ќе бидат презентирани проектните резултати од имплементацијата на термоизолациона фасада на детската градинка Гоце Делчев. Проект кој го реализираше Сдруженијето на жени земјоделки Агровинка во партнерство до детската градинка Гоце Делчев. Проектот беше подржан од програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка. Кина ќе даде 8.000 војници во мировните сили на Обединетите нации, со што ќе стане најголем учесник во мировните мисии, за кои над 50 држави најавија 30.000 нови војници и полицајци. За сега Кина учествува со 3.000 своји војници во мировните сили од 106.500 војници, полицајци и советници. Кина ќе обезбеди и $100 милиони воена помош за Африканската унија во следните 5 години за зајакнување на африканските мировни сили за одговор во кризни случаи, најави кинескиот председател. Најмалку 76 лица загина, а 55 други се ранети во два воздушни напади на меѓународната арапска коалиција предводена од Саудиска Арабија во Јужен Јемен. Жртвите се учесници на една свадба во селото Ал-Вахка кај градот Моча. Саудиска Арабија стравува дека превземањето на власта во Јемен од страна на хутите би ја засилило позицијата на арапскиот полуостров на нејзиниот главен регионален ривал Иран. Во масовна тепачка на две групи на бегалци во бегалски камп во германскиот град Калден повредени се 14 лица. Во Калден во германската сојузна држава Хесе бегалците се сместени во шатори поставени на напуштен аеродром. Полицијата пренесува дека конфликтот започнал вчера во кантината и траел неколку часа, а настанал како последица на расправија меѓу помлади и постари бегалци сместени во кампот. Перо Антик, поранешниот македонски репрезентативец, кој од оваа сезона од НБА Атланта се пресели во Фенербахче Турција, е на 32-то место на листата на најплатени европски кошаркари со плата од 1,2 милиони евра. Најдобро платен е рускиот кошаркар Алекси Швед, кој што има плата од 3,5 милиони евра. На втората позиција е Руди Фернандес од Шпанија со плата од 2,8 милиони евра.
Најдобриот фудбалски клуб во Македонија е Работнички, кој ова лето заработи 1800 индекс поени, па така од 281-то скокна на 250-то место од околу 500 рангирани клубови во Европа. Добрите игри и одличните резултати, секако и пласманот во плејофот во Лигата на Европа, на Работнички му донесе напредок на листата на најдобрите 500 клубови во Европа. Настапот во второто квалификацијско коло во Лига шампиони на Вардар му донесе 1300 поени. Вардар сега се наоѓа на 291-то место, што е скок од цели 49 места. На ниво на држава Македонија ова лето собра 1500 индекс поени, па така со вкупни 6000 поени се најде на најновото рангирање според УЕФА на 40-то место од вкупно 54 земји. Овде е крајот на вестите. Повеќе за денешните актуелности гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден со програмата на Канал Плюс телевизија.